Нова провокација од официјална Софија. Бугарската потпредседателка Илијана Јотова најавува дека нема да го кренат ветото за македонските интеграции до самитот во јуни. Според неа Македонија требало да исполни 5 услови кои биле поставени уште со потпишувањето на договорот за добрососедство, меѓу кои вметнувањето на бугарите во уставот, но и менувањето на историските факти во учебниците. Бугарија има 4 условија, 5 условија. Бугарија има 5 услови кон Македонија кои се поставени многу одамна. Уште од моментот во 2019 година кога стана јасно дека после потпишувањето на договорот за добрососедство ништо не мрднало. После 18 седници на мешовитата историска комисија ниту еден ред не е сменет во текстовите во училиштата во Македонија. Наместо извинување за навредите кон македонците со отворањето на бугарскиот клуб Ванчо Михајлов, Бугарското министерство за надворешни работи обвинува за говор на омраза. Бугарија, која била во коалиција со фашистичките земји во времето на Втората светска војна и одбива да се извине за депортацијата на македонските евреи и убиството на 12 младенци кај Ваташа, сега реагираа дека биле загрижени што од политичките елити во Македонија биле поистоветувани со фашисти. Зачудени сме од остриот став на представниците на властите во Македонија и антибугарската кампања што се спроведува во медиумите во нашата соседна земја во последните денови во врска со отворањето на клуб при Сдруженијето Културен центар Иван Михајлов во Битола. Повторно сме сведоци на говор на омраза против Бугарија, кој е поттикнат од парламентарните политички партии, представници на јавноста и на академската заедница. Посебно загрижува фактот што се прават обиди Бугарија и бугарскиот народ неправедно да се изедначат со фашизмот. Откако бугарскиот претседател Румен Радев делеше лекции за тоа кој бил, а кој не фашист, се огласија со остра реакција од обединета македонска диаспора. Бараат владата подитно да го затвори културниот центар во Битола. Радев е еден од причините зошто односите помеѓу Македонија и Бугарија се влошуваат. Бугарските државни ставови се ксенофобични и дискриминаторни. ОМД бара од владата на Република Македонија подитно да се затвори бугарскиот културен центар во Битола Ванчо Михајлов. Се друго е изговор. Македонија е европска земја. А универзитетската професорка Катерина Колозова пак во изјава за телевизија 21 контра политичките чинители и јавноста застана во одбрана на Ванчо Михајлов, вели бил фашист и нацист, но и македонист. Основањето на еден клуб кој е во чест на најголемиот автономист, кој што, иако се декларирал како бугарин, бил за независна држава Македонија. Она прво си има лизнато според мене, после Петков си има лизнато. И сега ние пак прстот го си има лизнато не знаејќи доволно историја и не знаејќи дека Ванчо Михајлов воопшто не е нивен херој. А власта пак тактизира како ќе реагира по бурата реакција околу отварањето на бугарскиот центар. Премиерот Димитар Ковачевски идната недела ќе каже како ќе постапуваат, откако ќе ги соберале сите информации како влада за регистрацијата на клуб со такво име.